Почитувањето на човековите слободи и права е основен критериум што отсликува улогата на граѓанинот во општеството. Граѓанинот треба да ги познава своите слободи и права за да може да ги заштити во случај на нивна повреда. Збогатувањето на едукативниот систем со правото на приватност и заштита на личните податоци е од исклучително значење за создавање на култура за ова право меѓу учениците, наставниците и родителите. Дали знаеш што се лични податоци? Лични податоци се името, презимето, адресата, телефонскиот број, матичен број и сите податоци што ги има еден човек. Дали знаеш да се заштитиш? Збориме за заштита на лични податоци. Да. Како? Па да не објавувам мои случаи, нешто адреса на живење, матичен број, име и презиме. Дали ти знаеш што се лични податоци? Лични податоци се телефонскиот број, име и презиме, матичен број и друго. Дали си заштитена според тоа? Дали твоите лични податоци се заштитени? Искрено. Па, не многу. Што се јавила? Кога одам на одмор, каде сум, колку години имам, име и презиме, адреса не е. Дирекцијата за заштита на лични податоци започна со реализацијата на проектот Одржлив систем за континуирано основно и средно образование за принципите за заштита на личните податоци. Дали имаш ти Фејсбук? Да. Да. Што објавуваш ти? Па мои слики, поредко игри, вицови. Шеги, чубо. Дали си објавил до сега име, презиме, каде живееш, улица, адреса, матичен број? Па не сум. Не. Сигурно? Например, кога ти е роѓендан? Па тоа сите би требало да го знаат. Како ги прифаќаш, како ги бираш пријателите? Ги барам на чат. Ти е по случаен избор? Да. Зошто? Зашо некој ги познавам и ги побарувам на Фејсбук. А ти што не ги познаваш? Не. Дали имаш Фејсбук? Да. И што се имаш на Фејсбукот објавено? На Фејсбукот имам објавено слики, каде сум бил на одмор, некои шеги, споделувам нешто со другари, праќам некои пријатели на кој му треба нешто и ставам се друго. И што мислиш, дали ти си ги заштитил своите лични податоци? Па не. Што споделуваш ти со нив? Мои фотографии, што правам понекогаш, шеги. И сега, значи имаш ли објавено име, презиме, кога ти е роден ден, се значи? Да, И сега, дали така мислиш дека си заштитен? не баш. Проектот е наменет за основните и средните училишта и има за цел подигање на свеста и едукација на наставниците и професорите за заштита на личните податоци. Во текот на проектот ќе бидат одбрани неколку наставни предмети од основно и средно образование, во кои ќе се имплементираат содржини за правото за заштита на личните податоци и истите ќе се предаваат во 10 одбрани пилот училишта. Меѓу нив е и основното училиште Крстеми Сирков. Во рамките на овој проект учествував на почетокот, уште значи со самите почетоци, со осознавање на основните поими поврзани со овој проект и во изготвување на прирачникот. Прирачникот во себе содржи наставни содржини кои што би се однесувале на интеграција на содржини од областа на заштита на личните податоци за учениците, бидејќи пред се за да може да ги обучиме, односно да ги едуцираме учениците како тие да ги заштитат своите лични податоци, прво треба да ги обучиме наставниците како тие да интегрираат содржини од областа на заштита на личните податоци на нивните часови. Значи, придобивките би биле огромни, бидејќи во едно информатичко општество во кое што сите ние живееме денес,
е многу важно учениците да бидат оспособени да знаат што се тоа лични податоци, како и каде треба да ги презентираат и како да се заштитат од можните злоупотреби на личните податоци. Нашата наставна практика покажува дека учениците многу сакаат да дискутираат на вакви теми, каде што може да го изразат своето мислење, кои што се актуелни за нив и кои што ја засегаат нивната приватност, бидејќи приватноста на возраст од 15 години, 14, па и на помала возраст и на поголема до 18 години е суштинската работа која што учениците имаат како проблем и во домашни услови, меѓутоа и на училиште. Заштитата на нивната приватност се повеќе доаѓа до израз и во нашиот образовен систем, тргнувајќи од фактот дека ние како наставници мора да ја заштитиме личноста на ученикот и затоа бараме изјава од родителот за секоја активност која што сакаме јавно да ја споделиме со колегите. Имајќи во предвид дека Фејсбукот како возрастни луѓе го користиме и ние, особено како наставници кои што споделуваме добри практики, сакаме да ги споделиме успешните часови, успешните реализирани активности, тогаш треба многу да внимаваме на тоа како ќе ги заштитиме учениците и нивниот интегритет. И од тие причини сметам дека прирачникот кој што го промовира Агенцијата за лични податоци ќе биде навистина добре дојден во сите училишта.